Тоа беше практично првата средба на Барак Обама за време на дводневната посета тука во Атина. Грчкиот председател не искористи оваа прилика на американскиот председател во заминување да му ги каже уште еднаш веќе познатите грчки ставови. Тоа е дека земјава со изборот на името Македонија ширила иридентизам, што било спротивно, како што кажа, со европските вредности, а доколку меѓународната заедница го прифати името Македонија, тоа би значило и промена на границите на Балканот. Навистина сериозни зборови искажени од грчкиот председател. Председателот Обама во своето обраќање по средбата не го спомена прашањето кој е проблемот што ги има Грција со нашето уставно име, повеќе се фокусираше на економијата и на кипарското прашање и повтори дека Грција останува верен сојузник на Америка и промената на раководството Америка, односно доаѓањето на републиканците и Доналд Трамп на чело на американска држава нема да промени ништо во традиционално добрите односи кои ги имаат Соединетите американски држави и Грција. Дали Обама ќе му кажал на грчкиот председател дека треба да се прескокне ветото кое што Грција го става врз нашето членство во НАТО, тоа се уште немаме таква информација. Ова беше едно од најавите дека ќе биде секако едно од барањата кои Обама ќе му ги испорача на грчкиот државен врв. Во овие моменти требало да почне пресконференцијата, бидејќи пред 15 на минути заврши средбата што имаше Барак Обама со грчкиот премиер Ципрас. Предпоставувам дека на оваа средба ќе бидат повеќе разговорите во квалитативни, имајќи предвид дека нели извршната власт секогаш има поголема функција во државата. Предпоставките се дека ќе се разговари за оние барања што веќе неколку дена се вртат во медиумите, а тоа е Грција да ги затвори пристаништата за руските војни бродови, меѓутоа исто така во декември да го поддржат продолжувањето на санкциите кои ги има Европската унија кон Русија. За почеток предлагам да ги чуеме изјавите од грчкиот председател и Барак Обама. Грција помина низ криза проследена со многу предизвици во последните неколку години. Политиката на мојата администрација беше да направиме се што можеме за да соработуваме со грчката влада со цел да се врати оптимизмот и среќни сме што гледаме дека постои напредок, иако гледаме дека има и одредени предизвици кои треба да се надминат. Нашата намера е да стоиме рамо до рамо со грчкиот народ низ целиот процес. Сакам искрено да ви се заблагодарам за поддршката за Грција и за грците, која знам дека ќе продолжи. За време на овој период на длабока криза и сигурен сум дека наредниот председател, господинот Трамп, ќе продолжи во истата насока. Центарот на Атина е комплетно затворен за сообраќај. Полицијата има широк периметар од околу 1 километар и го обезбедува, не му е дозволен влезни на никој. Секако не на автомобили или градски сообраќај, меѓутоа и оние атинчани што живеат во околината на плоштада од Синтагма, за да можат да влезат во тој обезбеден периметар, видовме дека грчката полиција ги легитимира. Околу 4000 припадници на грчката полиција, меѓутоа и специјалните полициски сили буквално имаат обрач направено околу центарот на Атина. Знаеме веќе во претходните мои јавувања информирав дека дополнително 200 агенти на ЦИА исто така се грижат за безбедноста на председателот Барак Обама. До последен момент не се знаеше и точната рута од аеродромот во Атина до хотелот каде што е сместен председателот Обама и американска делегација. Предпоставувам и тоа беше дел на оние сигурносни мерки. Небото над Атина често е прелетувано од хеликоптери на грчката полиција, значи се обезбедува и од воздух и од земја. Дури и новинарските екипи не им беше дозволено влез во тој заштитен дел и покрај тоа што сите има уредни акредитации.